Драги наши пријатели на вкусот на традицијата, еден голем и топол поздрав од општината Дебарца, славната Дебарца. Поточно се наоѓаме во селото Белчишта. А знаете дека Белчишта граничи и е комшиско село со Злести, со Лешани, со Новосело, со Ботун. И тука има многу села, прекрасна природа, убавина, свеж воздух, се е така чисто, јадат органска, здрава храна и дури да ви кажам следните генерации, младите се многу бистроумни, многу паметни и оваа емисија ни е навистина многу посебна, затоа што сега ќе видите зошто. На гости ни дојде во емисијата, во куќата на нашата домакинка Митра, од соседното село Лешани, ни пристигна Меланија. Здраво живо, Злато! Сонце убаво, како си, сине? Добра си? Да. Меланија, ајде да ги поздравиш нашите гледачи на вкусот на традицијата. Здраво на сите, јас сум Меланија Јолеска, доаѓам од село Лешан и учам во братство единство. Многу сакам да готвам и ја представувам мојата баба Даница, која таа ме научи да готвам и да бидам културна и се така така. Браво, браво! Значи, баба Даница, добар ден и за тебе. Јас да ти кажам, и солзи ми дојдоа на очите и се наежив од таквото убаво представување на баба. Ова е нешто волшебно. Еве, ние свечено ќе отвориме нашата рубрика во вкусот на традицијата, каде што портите се отворени за бабите и за внуките, за сите што сакаат да учествуваат. А Меланија, во кој оделение си ти во братство единство училиштето? Сега ќе одам петто оделение. Петто оделение. Да. Живееш во Лешани, така? Да. Така. Како ти се допаѓа во селото? Многу убаво. Многу убаво. Нели имаш Прекрасно. многу другарчиња? Да. Да, се дружите, шетате ни Да. селото. Значи ти од мали нозе научи многу специјалитети од твојата баба, така? Што Да. најповеќе сакаш да правиш од рецептите на баба? Најмногу сакам да правам колачиња. Колачиња! Браво, срце, за нашата емисија и за нашите гледачи. Кои колачиња ќе ги направиш? Лешански колачиња. О, лешански колачиња! Одиме да правиме заедно. Ајде, Меланија, да видиме што се душо е потребно да се направат овие лешански колачиња, така? Да. За лешански колачиња е потребно 2 јајца, 100 мл масло, 80 мл млеко, 180 грама шеќер, прашок за пециво, ванилин шеќер и 500 грама брашно и солка. И стака. Пред да почнеш да работиш, јас не можам да кажам колку сум воодушевена од тебе, како ни дојде ти облечена денеска. Леле, ти аплаудираат сега и гледачите. Кажи ми, во каква облека си денеска во емисијата? Во народна носија. Народна носија од Лешанскиот крај. Да, чија била оваа носија на баба да не ја чувала за тебе, а? Па, да, од баба ми е и ја чуваше за мене. Леле, колку си убава. Значи, колку ти личи носијата секогаш да си ја носиш. Браво. Ете, драги мои, значи нашата иднина лежи во нивните раце, токму во ова девојче, што сака да си ја сочува својата традиција, со специјалитетите, си го сака селото, си ја сака земјата, си ја сака облеката. Браво! Ајде, сега
да видиме како ти ќе ги направиш овие колачи. И дури да ти кажам и за дома, за во Скопје, ќе си понесам. Важи? Ајде. Прво ги редиме јајцата. Добро. Така. Прво ќе ги редиме јајцата. Принеси си го ако ти е далечко. Така. Добро. Потоа го редиме маслото. Маслото. Дај ми ги мене овде, ќе ги ставам. Добро. Потоа млекото. Така. Браво. Потоа Шекерот го редиме. Добро. Ванилин шекер го редиме. Така. Еве ти сулца. Добро. Дај го тука. Редиме малку сулца. Така. И за крај го редиме брашното. Значи се ставаш одеднаш во садот, така? И пецивото. брашното. Аха. Браво, бе срце, браво. И сега Сега ќе месиме. Ајде, засучи си ги ракавчињата и да го измесиш. И секогаш имаме малку екстра брашно, да не ни треба да доставиме малку. Ајде. Какво тесто треба да добиеш? Меко, тврдо, средно? меко. Меко тесто. Добро. И да не заборавиме да им кажеме на гледачите дека си подготви една оклагија, затоа што ќе треба да измесиш кората. Така. Да ти го држам јас ова? Ајде. Така. Меси, меси, меси. Што ќе бидат убави овие колачиња. Бабо, добра учителка си била, тетка Даница е добра учителка си била. Сакаш да ти ги подвиткам ракавчињата? Може. Еве сега ние ќе си помогнеме да ги подвиткаме ракавчињата, оти домакинката треба да и бидат слободни рачињата. Да. Така. И значи ти едва и чекаше баба да ти ги направи овие колачиња и да си ручкаш. Имаш братче, сестриче? Имам поголем брат. Поголем брат. Му правиш на бато колачиња? Он ти ги бендисува? Да, многу ги обожава. Браво. Сега, како ти се вика учителката, па да ја поздравиме и неа? Учителката ми се вика Марија Голабовска. Марија Голабовска. Да. Марија, учителке, да ве поздравиме. Браво, какви ученички имате. Сега треба да си извади ова од садот? Да. Да? Чекай, малку да ставиме брашно или не треба? Треба. Треба? Ај, стај си. И вака изронкај си ги рачињата. Ете така. Знаеш, ова пошто има масло, не се лепи за рацете, нели? Да. Ете така. Сега малку ќе ставиме брашненце. Така напрскај. Ете така. Ајде. Ајде. И ова ќе го ставам тука. И сега меси, Меланија. Ете така. Значи, тебе ти е хоби готвењето. Да. А на мама кажи што и помагаш на мама? На мама и помагам кога ќе правиме кифли, колачиња, све. И кифли знаеш да правиш? А некоја манџичка знаеш? Послабо, а? Што знаеш од манџи да правиш?
Знам да правам компир манџа. Компир манџа, леле, што ставаш во компир манџа? Па компирите ги ставам, вагита, бибер, сол, Кромит, кромит, пиперка, пиперка. патлиџанче ставаш? Да. А од зачини што ставаш? Од зачини ставам бибер, Аха. вагетичка и друго ставам па толку. Мирудија некоја ставаш? Па ретко. Ретко. Следниот пат пак ќе те поканим и компир манџа да ни направиш, така? Да. Браво, значи ова тесто треба подолго време да се меси, се додека не добиеме едно убаво, Да. глатко, мазно тесто. Види, машала, што убаво го направи. Да прашаме баба дали треба уште? Чека се, ова со асистенција на баба. Тетка Даница, што ви... Да го собериш убаво. Баба вика да го собериш, така? Ајде. Охо! А значи така се собирало. Море што си Итра, ти све си научила од баба. Видиш убаво тесто направи. Машала да си здрава и жива. Значи, еве, баба Даница вика да го собереш тестото и ти убаво го собра. Добро ли е, тетка Даница? Одлично било. Сега, што следува сега? Сега ќе почнеме да го сукаме. Да го сукаме со... Така, така. Па кога ќе потпораснеш, ќе те земем и не еден надпревар да се надпреваруваш во правење колачиња, важи? Ај, сега кажи ми, колку треба да биде дебела кората? Па не треба да биде ни многу слаба, ни многу дебела. И што значи Средно. тоа? Да кажеме колку пола од мојот прст или колку еден прст? Колку еден прст. Колку еден прст. О, супер. И треба да имате една чаша со кој што ќе ги вадите колачињата, така? Да. Може да имате и модли, срциња, ежиња, така? Да. Во разни облици. Добро. Браво бе, Меланија, браво, Злато. Браво. Сега, дали треба да ја намастиме и тепсијата? Да. Ке си го користите плехот од шпоретот. Сега ти почни да ги вадиш. Во ред. А јас ќе ја намастам тепсијата, добро? Така. Ете така веќе првите колачиња излегоа. Ајде сега да ги ставиме во тепсијата. И ги редиме како војничиња, така? Еви, јас ќе ти помогнам. Браво, ови се баш онака старски колачиња, нели? Да. Кога вообичаено баба ги прави овие колачиња? Па кога ќе има слободно време. Сигурно, значи не е важно дали е празник, дали е недела. Да. Добро. Сега да видиме Меланија што ќе направи со остатокот од кората. Остатокот ќе го собериме, ќе го размесиме пак и пак ќе го сучиме. Ете така, значи постапката ќе ја повториме. Да. И како останува, така ќе размесуваме. Добро. И да ти кажам, првото колаче ќе го дадеме на баба да го проба. Да. И баба даде оценка, така? Да. Браво. Браво, колку ти... Дали размислуваш што би сакала да бидеш кога ќе пораснеш? Да. Што?
Сакам да бидам фризерка. Фризерка, леле, значи ние си имаме обезбедено каде ќе си ги правиме Да. фризурите. И шминкерка? Да, исто. Леле, ајде ти вади ги, јас ќе ги ставам тука, може? Да. Така. И ќе си имаш свој салон, така? Да. И ќе ги дотеруваш мама, баба и сите. Да. Не само од Лешан, и од Белчишта, Да. и од Новосело, сите ќе ги Сите. средуваш. Браво. Така. Добро. Дали да ги подсобереме уште малку, за да има место за Да. сите? Да? Ајде. Добро. Тетка Даница, добро ли е вака? Добро е. Ти кажи си што треба. Добро. Ете така. Добро. Повели. Еве ти кој е ова. Нека си се подебелки малку. Така. Повели сега. А другите можеме и па и како топчиња да ги направиме, Да. тоа што ќе остана. Да, јас ќе го вадам ова. Ете така. А после може да се препелкаат во шекер или Да. не мора. Може да се јадат и со мармалаче, со мече. Со све. Супер. Да, да, супер, да си бида така, па можеш со што сакаш. Да. Ајде и тоа уште собери го. Ајде. Добре. Браво, Меланија. Браво. Чекај. Ете така. Дај. А овие другите можеме вака како кифлички да ги направиме? Да, може. Е, тука по крајот да ги наредиме. Ајде. Еве, драги гледачи, погледнете ги колачињата, лешанските колачиња на ова наше прекрасно македонско девојче Меланија. Дај, Злато, и на мене едно, и на тебе. Еве, дај на баба едно. Еве ти. Така, како топчиња ќе ги правиме. Или вака, како кифличка, може? Да. Ајде, вака за од страната да бидат. Ете така. И сега ќе ги печеме на колку степени? На 20-25 степени. Толку мислам. Минути. Да. На 180, Да. така? Да. Ако е шпоред на дрва, баба помалку ќе го ложи шпоредчето. Бабите, еве, бабите нека го печат. Меланија ви го кажа рецептот, но бабите и мајките да се вклучат во акцијата и тие да печат, да пукне. Браво, браво! Аплаусите за Меланија. Сега ќе ги испечеме и останете со вкусот на традицијата. Ете, драги гледачи, заедно со Меланија и со незината баба Даница ги испековме овие прекрасни колачиња. Погледнете како изгледа, погледнете. Какви се леле, медени убави. Секоја ти чест, Меланија. Фала. Ти си толку сладка, толку прекрасна, такви си и твоите колачиња, ама секоја чести за баба Даница, така? Да. Нели?
Кажи ми, ти се грижиш за баба Даница и помагаш дома? Да. Што и помагаш, Злато? Па за чистење, за готвење, за све. За се? Да. Леле, колку си срекна ти, бабичке. Многу срекна. Браво. Ајде сега. Рековме дека првото колаче на баба ќе го дадеме. Така, дај го на баба колачето. Ете, така. Ајде сега ти, Меланија. Супер, сега да ги пробаме. Ајде да видиме од златните раце на Меланија. Се топат во уста, ама се топат. Ова е нешто прекрасно. Нешто прекрасно. Кажи ми сега, летово собрали некои други рецепти? Па, да. Да? Да. Ке сакаш пак да ни бидеш гостинка во Да. вкусот на традицијата? И ке продолжиш и понатаму да ја гледаш? Да. Браво! Јас сум пресрекна заради тебе и заради тоа што си ни гостинка. Драги гледачи, навистина направете ги колачињата на Меланија и уживајте во овој вкус. А јас ке те замолам. А за моите внучиња, ја имам две внучиња, Јана и Јован, да ми спакуваш две колачиња да им однесам? Може. Може? Може и повеќе. О, договорено, браво, Злато, да си ни здрава и жива. Ти не смеш, ти си мала, ама можам со тетка Даница да наздравиме. За здравје, за среќа, за љубов, за овие прекрасни наши деца. Драги мои, направете ги колачината на Меланија. Ке уживате како се лесни, се топат во устата, ровки, душичка се. Браво, секоја чест. И знаете како велат, уживај сега и тука, во овој момент. Тоа што било поминало, а тоа што треба да дојде, не знаеме. Затоа сега и тука уживајте како ја што уживам со Меланија и со тетка Даница. А колачите за моите Јана и Јован ќе си ги понесам. На здравје! Здравје!